Микрорастенијата се култивирани видови кои практично се млади израстоци од зеленчук што се користат во исхраната. Денес за нив ќе говориме во оваа приказна. За микробилките да бидат максимално свежи, со максимална концентрација на витамини, минерали и антиоксиданси, потребно е оптималните услови за нивен раст да бидат обезбедени уште при самите почетоци, од сеењето, растењето, па понатаму растот, се додека се зрели за берба. Значи, ова е нешто што изгледа во почетна фаза и ова е понатаму кога зрее и веќе е спремно за берба. За да ги имаме најсвежите и најквалитетните микробилки, всушност се трудиме овие оптимални услови да бидат обезбедени на највисоко ниво и не само при нивното сеење и при нивниот раст, туку и понатаму нивниот пат за време на продажбата. Всушност на тој начин ја обезбедивме оваа саксија да биде со максимален квалитет создадена за потрошувачите, кои што уживаат во свежи микробилки, кои што при самото сеење и самиот нивен раст ги имаат тие оптимални услови, а понатаму продолжува нивниот пат и на продажното место да бидат под сите тие услови кои што се потребни за нивна максимална свежина и максимални нутритивни вредности. Симона Ристовска-Вандовска веќе една година произведува микробилки. Па, интересно на некој начин. Пред се јас ги засекав микробилките сама за себе. Почнав да ги одгледувам и да ги конзумирам во многу мали количини, чисто од хоби, од интерес за нешто ново. Мојата желба и интерес кон здрава и свежа храна, особено храна која што потекнува на еден ваков начин од земјоделието, да речем поврзано, потекнува од многу одамна, бидејќи потекнувам од фамилија. Моите баба и дедо се занимаваат со традиционалното земјоделие, меѓутоа јас решив да ги спојам на некој начин традиционалното земјоделие и современата технологија. И на тој начин се одлучив да започнам со едно посериозно производство на микробилки, кое што, како што кажав, нели го надоградував дополнително со современата технологија. Современ начин на производство во урбани средини изгледа навистина поразлично од традиционалното земјоделие. Тоа значи дека средината каде што растат микробилките е обезбедена со сите услови кои што придонесува технологијата да ги обезбеди. Тоа е светлината, температурата и влажноста, за да имаме еден здрав продукт, рамномерни микробилки, пред се свежи и полни со витамини и антиоксиданси. Овој начин на контролирано производство на микробилките не го заменува традиционалното земјоделство, туку го надополнува. Не, воопшто не го заменува традиционалното земјоделие, туку само го надополнува. Би рекла дека треба да одат заедно на некој начин. Исто како и самиот продукт, како што микробилките не би требале да бидат замена за зрелиот зеленчук, само се едно вистинско надополнување како супер храна, па така и во овој случај и урбаното земјоделие со надополнето со технологија не би рекла дека треба да го заменува традиционалното земјоделие. Во последно време, како супер храна, микробилките се повеќе наоѓаат примена во разни рецепти. Се користат зеленчук и житарки. Куриозитет е податокот што ги имаме во текот на целата година. И од аспект на самиот продукт кој што потекнува од една ваква внатрешно контролирана средина, го прави актуелен. Се применува доста во домаќинствата, луѓето сакаат да го конзумираат поради нивните сите нутритивни вредности и здравствени придобивки. Меѓутоа во исто време тие се толку многу декоративни и убави, што голем замав има земено и нивната примена во гастрономијата. Пред се во домашна употреба сметам дека се употребуваат и во поголема количина, затоа што луѓето сакаат да се хранат здраво и да ги добијат сите тие придобивки од додавање на микробилки во својот оброк. Во гастрономијата се користат од причини за сето тоа да изгледа фино, да биде декорирано. Нивната боја е доста привлечна. Сите имаат различен вкус.
Всушност микробилките имаат многу сличен вкус, скоро идентичен на зрелите зеленчуци, со тоа што има мали нијанси на разлики во интензитетот на вкусот и текстурата, нели, кога жвакаме. Во поглед на која е најбарана, интересно, ама би рекла дека брокула, рукола, црвенките исто така се интересни и ги бираат овие виолетовите сорти. Би рекла сите и затоа и мислам дека се преферираат и миксови каде што имаме мешавина од многу видови, па се надополнува едно со друго и во поглед на боја и во поглед на вкус и текстура. Микробилките се поголеми од клици, а помали од садници. Најчестата висина во моментот на употреба е 2,5 до 10 см во зависност од растителните видови. Карактеристиките на овој мал зеленчук се интензивен вкус, висока содржина на витамини С, Е и некои други, како и минерали, влакна, аминокиселини и протеини. Лесно е да се одгледуваат, па дури и на прозорец. Микробилките се семки од јадлив зеленчук и лековити билки, кои растат еден шекор повеќе од никулците. Тие имаат бројни здрави состојки, па веќе подолго време се бара на намирница во светски рамки. Последниве години често се на менија на бројни ресторани во светот, па и кај нас. Микробилките се млади растенија кои што се добиваат од семења на зеленчук, на житарки или одредени видови на билки кои што во својот состав содржат голема процентуална застапеност на макро и микронутриенти и како такви се препорачуваат да бидат застапени во секојдневната исхрана од најмлада возраст па до најстара возраст. Микробилките се супер храна. Секако дека комбинација од истите, меѓутоа соодветно и добро препорачена комбинација е најдобра, не да е само на една микробилка насоченоста на нашето внимание во текот на внесот на хранливи материи. Тоа се картулести, вие како што напоменавте брокулата, тука спаѓаат исто и зелката, спаѓа руколата, ротквицата, келјот и хмелјот. Значи тука тие се значи и синапот, кој што морам исто да го напоменам, од кој што се добива практично и семфот, нели? Тоа се картулести растенија кои што навистина имаат широк спектар на антиоксиданси. Посебно, значи, и сите се различни, како што напоменавме претходно. Значи, ротквицата има лут вкус, меѓутоа изобилува со сулфорофани, значи е многу дава бенефит по нашиот организам ако е лута, значи, додека пак брокулата изобилува со антиканцерогени супстанции, кои што значи гликозинолати кои што се борат против, нели, канцерогените клетки, односно слободните радикали во нашиот организам. Понатаму тука влегуваат и житарките. Од житарките можеме да правиме микробилки, како што се, нели, хелјдата, како што е просото, како што е амарантот, како што се пченицата, исто може од пченицата, сончогледот, чијата, ленот, исто така може да биде како микробилка. Понатаму одиме со детелината, исто има многу добар бенефит микробилката од добиена од детелина, и легуминозите, како што се грават грашакот, леќата, меѓутоа доколку добро, нели, се толерираат, можат да бидат, нели, направени како микробилки. Исто така и зачините, зачинските растенија, како што е коријандарот, како што е босилекот, како што е мајчината душица, како што е, нели, како што е магданасот, целерот, значи тие исто може да добијат своји микробилки кои што треба да бидат исконзумирани во текот на еднодневно мени. Микрозеленчукот е побогат 4 до 40 пати повеќе со хранливи состојки од култивираните растителни видови и има големо влијание врз излачувањето на отрови и тешки метали од телото, како и за заекнување на имунитетот. Научните истражувања говорат дека микробилката содржи од 4 до 40 пати повеќе витамини, минерали, антиоксиданси од самото зрело растение. Кога, нели, например, ако е тоа, нели, зелка, дека микрозелката содржи повеќе од овие фитохимикали отколку што содржи, нели, зрелата зелка. Практично содржат фитохимикали, односно микроелементи кои што се во поголема концентрација застапени во микробилката и се подостапни и поексплоатирани, односно повеќе може да се апсорбираат во нашиот организам од микробилка отколку што би се апсорбирале од зрел производ. И покрај тоа што се консумираат во мали количини, тие имаат силни и бројни придобивки за целиот организам.
витамини, минерали, антиоксиданси, содржат полезни ензими за нашиот организам, кои што се добри за нашиот дигестивен систем, меѓутоа содржат и антиинфламаторни, антимикробни, меѓутоа и антиканцерогени, односно антитуморни соединенија, добиени преку антиоксидансите кои што ги содржи една одредена билка. Секако дека не се сите со ист нутритивен состав, секако дека не се сите богати со истите витамини и минерали кои што јас ги напоменувам, тие најчесто знаат да содржат витамин С, витамин Е, витамин К, бета-каротени, кои што се исто така јаки антиоксиданси, потоа фенолни соединенија, и понатаму содржат и минерали како што се калиум, калциум, магнезиум, железо, меѓутоа не сите во иста количина. Претходно напоменав црвената зелка, таа во својот состав содржи 4 пати повеќе С витамин отколку во сировата зелка и дури 40 пати повеќе магнезиум отколку во свежата зелка. И затоа треба да се конзумираат овие микробилки кои што за жал кај нас на пазарот, односно во јавноста се познати последнава деценија, претходно не беа достапни ниту познати. Иако се многу мали, микробилките се неверојатно богати со важни хранливи материи, витамини, минерали и антиоксиданти, во проценти што ги надминуваат повеќето зрели зелени зеленчуци. Микробилките треба да бидат застапени секојдневно, меѓутоа начинот на нивна застапеност во нашиот организам е на секоја билка различен и различно дозирањето од истата. Науката нема прецизна мерка колку треба микробилки да се внесат на дневна основа, меѓутоа се држи и ја поддржува теоријата дека од 30 до 50 грама микробилки на дневна основа се сосема доволни за да ги задоволат потребите дури од повеќе од антиоксиданси, витамини, минерали, односно микроелементи во нашиот организам. Со самото тоа, таа е препорачена доза која што нема да направи поголем дневен внес на витамини и минерали од кои што ние би се плашеле. Секој витамин и минерал дорека дојде до хипервитаминоза во нашето тело не е добро, затоа оваа е дневната препорачена доза од 30 до 50 во зависност од микробилката која што ќе исконзумираме. Составот варира од видови до видови. Тие обично содржат високи нивоа на калиум, железо, цинк, магнезиум, бакар, со изобилство на аминокиселини, влакна, ензими и антиоксиданти, најмногу полифеноли. Во изминативе 10 години се почесто се соочувам јас во моето секојдневие пракса со работата дека луѓето прашуваат, сакаат информација плюс за микробилките, па дури имаме пациенти кои што во домашни услови ги одгледуваат и практично тоа е улеснителна околност кај овие микробилки зашто секој може да ги конзумира. Не мора вие да барате да купите микробилка затоа што ретки се јас лично познавам само неколку производители на микробилки овде во регионот, меѓутоа секој може во домашни услови да се одгледа една ваква микробилка без разлика од кој семе на растение е. Што тоа значи? Значи дека се многу лесно достапни за да ги произведеме. Понатаму се искористливи максимално, значи микробилките и веќе во последнава деценија не само во нутриционизмот, туку и во гастрономијата стана интересни и актуелни заради тоа што даваат богатство, односно ја оплеменуваат она нова модерна кујна и практично морам да напоменам дека микробилките треба да се и најискористливи се кога се конзумираат во сирова, односно свежа форма и заради тоа не треба да трпат никаква термичка обработка на истите. Микробилките може да ги користите како зачин во салати, супи, сендвичи, но најдобро е да ги јадете потполно свежи за да извлечете максимум од нив. Тие се многу лесни за одгледување, треба само сад кој ќе се постави на сончево место во станот. Најпрво е битна сортата и квалитетот на семката од која што ќе направите или ќе засадите микробилка. Тоа треба да биде по можност органска семка и по можност да не биде третирана со пестициди. Понатаму почвата треба да биде секако добро минерализирана, да има добри минерали во истата, да биде прочистена почвата и секако да биде обработена неколку пати во текот на годината за да може да произведе квалитетна микробилка. Условите под кои што се чуваат овие микробилки, односно се одгледуваат микробилките, секако дека треба да бидат идеално исполнети. Тоа е температура од некаде 12 до 21 степен Целзиусов, умерена топлина, односно светлина, надворешна светлина од сонцето, значи не под лампи, не под други видови на осветлување. Понатаму треба да имаат умерена влага, умерена влажност, за да не се јави мувла на микробилката, затоа што и тоа е чест случај во домашни услови кога се одгледува и не е квалитетно во никој случај да исконзумирате билката, и ако грешат пациентите со кои што работам, значи ќе произведат па ништо, не ќе изми од мувла, не никако такви услови да не се конзумира микробилката. Да биде значи наводнувањето умерено,
Се берат веднаш над почвата, а се консумираат листовите и стебленцата. Микробилките се зелени, поточно зеленчук што достигнува минимален цуд и се берат додека уште се млади. Полната вредност на микробилката е онаа вредност кога од 7 до 21 ден, практично кога таа е во меѓуфаза, кога се јавуваат првите вистински листови на билката, тогаш таа се бере и се бере само стебленцето и листот, не коренот, и тој не се конзумира. Се конзумираат само младите ливчиња и стебленцето од билката од кое што е добиена самата микробилка. Тоа е од 7 до 21 ден, заради тоа што тогаш се препорачува, односно се смета, научните истражувања говорат дека тогаш таа е во полнутритивен ефект билката и заради тоа се препорачува оваа доба на берење. Квалитетот на микробилката зависи од квалитетот на самото семе. Од него зависи колку ќе бидат успешни растенијата. Количината на микробилки кои може да се консумираат варира од 20 до 40 грама. Тоа количински приближно е колку една рака и тоа концентриран извор на вредни нутритиенти, укажуваат нутриционистите. Микробилките најчесто се употребуваат како декорација на храната, например направите еден омлет наутро па си го декорирате со микробилки, понатаму си правите смути па си додадете во смутито сирова микробилка, во супи, меѓутоа морам да напоменам медиумот во кој што ќе додадете микробилка не треба да биде врел ниту топол, треба да биде млак медиум за да не ги изгубат хранливите материи кога се подложени на термичка обработка. Исто така дресинзи за салати, додаток на салата, секако дека е добре дојден за конзумирање на овие микробилки. Чаеви од истите не е препорачливо да се прават, затоа што имам искуство каде што пациентка произведува дома самата за себе микробилки, вели јас ги потопам во врела вода и си правам чај од микробилка, немојте. Значи чај од свекло, што би добили од микробилка од свекло или чај од микробилка од брокула. Знаете, некако луѓето ние се навикнуваме и ги конзумираме, меѓутоа не е, тука воопшто немате никаков ефект од конзумирање на микробилка. Што се микробилки? Микробилки се мали растенија, така да ги наречеме, или некоја скратена верзија концентрирана на растенијата што ги гледаме, билките или зеленчуците. Например, како брокула и некои слични житарки, рукола, пченка, прас и слично, кои што се наоѓаат во мала форма од 7 до 21 ден, додека растат. И многу интересното што микробилките, да ги наречеме дека се храна на еднината, бидејќи зафаќаат се поголем дел од маркетите, се пораширени се во светот поради нивната нутритивна вредност и поради концентрацијата на витамини и минерали внатре во нив. Да, тоа сакав да прашам дали се навистина здрави, колку што се изнесува во јавноста дека имаат зголемено количество на витамини, минерали и други хранливи материи, повеќе отколку вообичаените билки кои што се одгледуваат. Да. Тоа е точно, содржат витамин С, К, антиоксиданси и што се случува да објасниме за гледачите. Значи во самиот процес на растење и фотосинтеза растенијата кога вршат, кога се наоѓаат во почва и буквално преку коренот ги земаат хранливите материи од почвата за да растат. Меѓутоа од 7 до 21 ден, јас ќе оставам една задача на експертите што се занимаваат со тоа, меѓутоа од друг аспект на нутритивноста ги разгледуваме. Тие земаат, вршат фотосинтеза и буквално од 7 до 21 ден во малото растение се концентрирани сите тие витамини, минерали, антиоксиданси. И не секој селенчук може да биде на ниво на микробилка и буквално се сечат во тој ден до 21 ден кога највеќе се пресметува на мала површина, се најсконцентрирани. Потоа, кога расте растението, веќе се врши дистрибуција и во другите делови, во стебло, во лист, во цвет и слично. Овде е најсконцентрирано и буквално представува не само декорација во храна, туку и со храна со додадена вредност. Да речам, зеленчук, растенија или билки со додадена вредност. Дали тоа значи дека од кога ќе ги пресечеме после тој временски период веќе не треба да се консумираат или ја намалуваат она придобивка здравствена која што ја споменавте? Не, кај нив е интересното тоа што не се повторно, не се садати се случува нивна репродукција, туку од тој до тој ден се знае дека се концентрира нутритивна материја, бидејќи ова е храна која што се расте во контролирани услови. Дали е аеропоничен или хидропоничен систем, расте еве како во лабораторија да речеме да растеме, поради тоа што имаме недостаток на површина на земја, тие растат буквално вертикално. Можеме и дома, и во саксија, и на прозор
да ги растеме, еден вид на храна на еднината или градина по дома, да речем, обично се во контейнери нели се одгледуваат и се одгледуваат како во вертикални системи, што значи дека контролата ја вршиме во моментот кога се најконцентрирани во тие денови, тогаш се нели јадат. Се позастапени во маркетите широм светот. Јас се вратив буквално неодамна скоро, да кажем, од Јапонија и таму се застапени, и не само таму, и во многу други земји, се дел од нормалната исхрана. Кај нас имаме зачетоци, ама верувам дека и ние ќе го следиме трендот како земја која што навистина има корени поврзани со земјоделието. Имаме ли кај нас интерес, еве каков е според вас впечатокот, она што можев да го истражаме дека имаме мал број на луѓе кои што почнуваат да садат микробилки? Да речем, пред некои си 4 до 5 години беа моето прво менторирање на компании или да речем евалуирање на бизнеси во агри секторот кои што се занимаваат со микробилки. Ако пред толку години беше тоа како да стигнеме до инвестиција или како да развиеме таа, да речем, дел од земјоделието или слично, јас ги менторирам во делот на технологија. Сега е интересно што веќе се дојдени по 2 програми на EatFood. EatFood е нели од Европска комисија програма која што ни дава во моментов најмногу средства, се во фаза на набавување на контейнери нели за растење на билките. Во Охрид се веќе е воспоставена компанија која што ги расти и ги користи за гастрономски цели, и во Скопје веќе компанијата работи доста долго, меѓутоа се покажува и голем интерес, значи се побројни се стартапите, да кажам, можеби е се уште на ниво на стартап, не е преминато во нели на мали или големи предпријатија, но се очекува во блиска иднина да биде тоа индустријски застапено. Дали се консумираат свежи или се користат како додатоци при приготвувањето на исхраната? Исклучиво се користат свежи. И тоа како што напоменав, например, пиперка, да речеме, и домат не може да се користат, бидејќи тие пак содржат некои трпени алкалоиди кои што не се корисни во фаза на зрење да ги јадат нели конзументите. Меѓутоа пак од друга страна броколата содржи голем број на антиоксиданси баш во оваа фаза. Од тој до тој ден се користат свежи како салати, микросалати се нарекуваат. Буквално истите салати што ги јадеме, зеленчуци и билки, меѓутоа во минимална форма, за декорација се користат. И ако нели гледачите приметиле дека се буквално во контейнери во кои што на самата земја се како изводок или парче, тоа значи дека се уште ги задржуваат нутриентите свежи. Дури имавме и обиди да таа не се фрлени или отпадот, односно биоотпадот, да не го фрламе, туку да го пренамениме како природен пестицид и заедно во комбинација со некои други нели остатоци од други индустрии да го намениме во буквално интересен производ. Што значи дека тие многу нутриенти остануваат и во земјата се уште, таа е интересна. Значи концентрација на многу витамини и минерали. Оно што можев да го истражаме е дека се одградуваат само билки, односно зеленчуци, и тоа одбран вид на зеленчуци. Не најдов опција дека овошја, например, некои овошки може да се употребуваат за микробилки или микрорастенија. Некои билки, некои житарки и некои зеленчуци. Не сите, а овошје не. Оно што е интересно е дека може да ги одгледуваме и дома. Дали бараат некоја посебна процедура при одгледувањето во домашни услови, дали треба посебно светло, дали треба посебна влажност? Да, треба влага, треба светлина и температура, затоа и се контролирани услови. Во тие контейнери каде што се одгледуваат, буквално ние ги задаваме условите. Значи си задаваме температура, колку време ќе се одгледуваат, значи колку денови се знае. Тоа се контролирани услови, припремени се така, направени аеропонични или хидропонични системи, бидејќи заштедуваат 98% вода. Знаете дека водата ќе нема и ова е еден од начините како храната на еднината ќе се одвива. Односно се започнува од НАСА и за космонаути, па нели после тоа ние го користиме, ама ова е еден дел од таа интересна храна или храна на еднината, така што поради водата и поради контролираните услови ние ќе можеме насекаде да ги одгледуваме. Кажав и во градини на прозори, и на тераси и слично, и се повеќе тој тренд застапен на домашно градинарство насекаде во светот. Некои се одгледуваат како во стаклени теглички, некои се одгледуваат на мали површини. Која е разликата меѓу нив?
Разликата е во амбалажата, тие мали површини се картонски, да речам, или во некои други пластични садови, а стаклото се покажува како, да речам, една најдобра амбалажа за заштита на нутритивните компоненти, меѓутоа пак и најфрагилна, затоа што со таа амбалажа не можеме многу да пренесуваме. Меѓутоа, од посебни материјали се направени самите контейнери и самите садови за одгледување, кога се работи за контролирани услови и, да речем, на едно полуиндустриско одгледување, што е или мало индустријско на small scale, што е мала, да речем, проба. И за крај, дали треба да се внимава при комбинација која од микробилките со која се комбинира, или тука немаме никаков проблем? Немаме никаков проблем, бидејќи тие се независни билки, растенија и зеленчуци. Меѓутоа имаме во продажба, да речеме, мали пакети кои што содржат неколку типови, и според бојата, веројатно гастрономите повеќе знаат и шефовите дека food pairing е тоа веќе спарување на храна која со која оди. Со која храна да, меѓутоа меѓу нив нема некоја посебно, да речем, комбинација или нешто со нешто да немаш. И дали ја губат вредноста ако, например, ги користиме во сок, ако ги исцедиме, да речем? Не, нема да ја изгубат вредноста во сок, ќе се блендираат во смесата, меѓутоа откако ќе се исечат, нели имаат еден рок на трајност, бидејќи доколку се во самата земја, нели во таква состојба се продаваат, може да се најдат во некој од нашите маркети. Се уште се свежи, меѓутоа свежината, нели како и секое растение кога ќе го искинеме веќе, кога ќе го извадиме од земја, има одреден рок. Значи 1 до 2 дена стојат, меѓутоа веќе после 2 дена се и доста се фрагилни, бидејќи поради димензиите. Од прилика околу пред 10 години кај нас излегоја во гастрономијата да се користат. На почеток беше изгледот, али покасно вкусот и самиот состав нутритивниот состав во самата микробилка. Јас најчесто ги комбинирам со ладни предјадења, пошто сепак е таа многу нежна билка и брзо оксидира на топлина. Така да претежно ја користам во салати или во ладни предјадења. Моментално кај нас е декоративна, али постојат и рецепти кои ги спремаме на посебни вечери, како да е, мислам, таа е и клучна состојка во целиот рецепт. Ние имаме малце хендикеп во тој поглед, немаме лесно достапни, ќе користиме тие што се најлесно достапни кај нас, како сончоглед, рукола, ротквица, црвена зелка, цвекло, грашак доста користиме, пченка, веќе во светот се користат на многу повисоко ниво, али кај нас пред се ни треба добро семе, ни треба добри набавувачи, така да мислам дека иднината е во нив. Свежа секогаш, свежа, дали на некој тост, сендвич или во салат. Најнапред да се добро едуцираат за како се одгледуваат, пошто има некои кои се одгледуваат многу лесно, например како чијата, како пченката, а има други што поспецифични, не толку лесно достапни. Така да најнапред само да се едуцираат добро. Развојниот циклус на младите растенија трае од 10 до 15 на дена. Бербата се врши со рака, може и со ножици. Микробилките не се вид сам по себе, некој новооткриен вид на зеленчук или растение, туку представуваат едноставно развојна фаза на растението. Тоа што ги одликува е фазата во која ги береме, односно ги жнееме, условно кажано, а тоа е пред формирањето на котиледонскиот лист. Значи се работи едноставно за нов продукт со нова технологија на старите добри растенија. Микробилките се исклучително здрави, ако се одлучите да ги одгледувате, ќе имате личен расадник со витамини на дофат во секое време. Микробилките станале популарни и застапени во кујната затоа што се одликуваат со висок процент на хранливи материи и ароматични соединенија. Спојот на свежина, на боја
во голем број случаи на вкус, ги прави специфични. По некои испитувања велат дека неколку пати е поголем процентот на хранливи материи во микрорастенијата по единица тежинска, отколку кај возрастните плодови. Микробилките се разликуваат од никулците и младите салати. Бејби салатите ги знаеме од подавна. Бејби зеленчуците воопшто имате мали модри патлиџани, мали кромичиња кои што се подготвуваат за сладко и за салати и така натаму, да не зборам за младите салати кои ептен веќе се познати на нашиот пазар. Никулците не знам колку зема замав на нашиот пазар, меѓутоа карактеристично е што кај нив се јаде, се консумира и коренчето, и малиот тртулец и остатокот од семето. Тоа во услови на топлина и висока релативна влажност, начинот на одгледување самиот создава услови за појава на бактерии. И во Америка се имаат во колку се одгледуваат веќе 30 години таму, неколку епидемии се направени со производство на никулци, така што се овој начин на производство, каде што го се консумира само стебленцето, без субстратот, значи опасностите потенцијални од субстратот ги немаме, само стебленцето и котиледонските ливчиња се смета дека едноставно побезбеден. Недостаток е што има многу малку производители на микробилки во нашата земја, а покрај тоа се и тешко достапни. Би било добро да имаме генерална стратегија во чии рамки би се вградила и ваква една стратегија, затоа што навистина е интересен бизнис. Во Македонија е се уште во зачеток, мислам, имаме неколку производители. Имаме начин, барем колку што јас знам, да ги поддржиме тие производители со мерките од руралниот развој, колку што се сеќавам, на времето имаше за млади земјоделци околу 10.000 евра, што е сосема доволно за почеток на ваков еден бизнис. А што се однесува до светот, овој тип на одгледување уште 80-ти години почнат во Америка, во Калифорнија конкретно. Меѓутоа, Европа е водечката сила, околу 2/3 од светскиот пазар, ако не се лажам, се на европско тло. Микробилките може да се одгледуваат многу лесно и во домашни услови. Сите микробилки може да ги одгледувате дома и одлично растат во обични мали садови. Кога садите микробилки, прво распоредете ја земјата во садот, раширете го семето по целата површина, не многу оддалечено, потоа полевајте го нежно, но темелно, сите делови од садот. Ставете го садот на место што има најмалку 4 часа сонце во текот на денот. Најдобро ќе биде до прозорецот кој е на јужна страна. Ако немате доволно природна светлина, можете да надополните со вештачка. Оптималната температура за ртење, никнување и микрораст треба да биде околу 20 степени Целзиусови. Важни се фазите на одгледување. Прво би им препорачала на сите да си се распрашаат убаво каде ќе го пласираат тоа што ќе го произведат, затоа што овој тип на продукт не трпи многу магационирање. Откако ќе го испитаат пазарот, може да си го издимензионираат производството, кое што обично може да се во било кој подрумска просторија да се направи, не треба многу простор. Вертикална култивација имаме, значи во витрини со по 1 метар растојание една од друга се редат растенијата. За секоја парцела, условно кажано, на производство потребни се 3 тавички. Едната е перфорирана, во неја се става субстратот равно и се сее што погусто. Оздола се става непропустлива тавичка со истите димензии, да си легне едно на друго убаво,
и озгора тава со истата dimenzија, исто непропуслива, која користиме во текот на проартувањето. Тогаш му треба темница на растенијето и мал притисок, може од енциклопедиите по дома кои не ни требаат веќе да ставиме до згора за да биде равно, да бидат униформно пораснати растенијата. Секој ден, како што реков, наутро и навечер се нанесува малку вода да не истекува доле и кога ќе почне да веќе после 6-7 ден, кога ќе почнат да поникнуваат и да зеленеат растенијата, се трга капакот и во тавата доле се става вода за да повлече супстратот нагоре. Значи, супстратот би било добро да биде 2/3 од тавата, за да ножот го влечете по работ на контейнерот или тепсијата. Иако во првите фази за развој не е потребна светлина, ите како е потребна за почетокот на фотосинтеза, користиме LED светилки за тоа што не сакаме плюс топлина да додадеме, туку само светлина, само видливиот дел од спектарот му е битен на растенијето за фотосинтезата. Затоа и реков дека се сталашките на половина метар растојање, зависи што одгледувате, на горниот дел по 3 ленти. Должината на денот, односно на осветлувањето, кога ќе почнеме да го користиме, е убав летен ден, јуни месец. Наводнување се врши со прскање, обично со помали прскалки, бидејќи класичното наводнување може да измие тенок слој од подлогата. Фолијата е поставена да ја задржи влагата во зоната на семето и да обезбеди подобро никнување. Микрозеленчукот се наводнува редовно, но не претерано, бидејќи може да предизвика мувла и распаѓање на растенијата. Во однос на целосезонското одгледување на зеленчук посебно е едноставно, дури зачудувачки едноставно, бидејќи неколку пати спомнавме 7 до 15 дена. Меѓутоа, во текот на тие 7 до 15 дена, минимум 2 пати треба да нанесете хранлив раствор или вода, во зависност од тоа дали ќе употребувате храна воопшто. Треба да се води сметка да останат корените бели, здрави, да се следи, значи целото тоа. Треба да се обезбеди проток на воздухот, заради горе наведените причини, да не се создадат услови за развој на патогени организми и треба внимателно да се направи бербата. Постојат два типа на супстрати кои што се препорачуваат. Кокосово влакно, при набавката тоа е компримирано, значи треба во вода да одстои некое време, да се убаво раситни, за да може да се израмни после во контейнерот. Кај него, он е одличен за собирање влага и нешто од хранливи материи може да пушти. Затоа го викаме органски супстрат. Меѓутоа, при бербата пак може да залета некоја механичка нечистотија од него. Совршено чисти се овој другиот начин од одгледување, хидропониците, каде што нема супстрат, во хранлив раствор се одгледуваат од почеток до крај растенијата. Микробилките се идеални за берба кога од стеблото се развиваат првите лисја, што обично се случува после 10 дена до 2 недели од садењето. Должината на вегетацијата, кога зборам вегетација во овој случај, значи од сеидба до берба, зависи од видот. Максимумот е 15 дена, меѓутоа можете кај ротквицата, да речеме, веќе за 10 дена да берете. И не мора да бидат 10 сантиметри, битно е само котилендонските ливчиња. Тоа се ливчињата кои што се веќе иницирани во семенцето да се појават. Не вистинските ливчиња. Тука веќе преминуваме во друг тип производство.
Семињата што се користат мора да бидат со добар квалитет, не третирани, по можност со потекло од органско производство, со цел микрозеленчуците да бидат со подобар квалитет. Со мали количини на микробилки организмот прима многу хранливи материи, бидејќи растенијата во оваа фаза уште користат енергија за раст на бактерии и имаат висока концентрација на витамини, минерали, протеини, аминокиселини и ензими. Време е за артикулација. За одгледување може да изберете зеленчук од кој за јадење се користи и стеблото и листот. Некои од микробите што може да ги одгледувате и во вашиот дом се грашок, тиквичка, ротквица од повеќе видови, амарант, аругула, цвекло, пченка, црвена зелка, прокелј и брокула. Некои од нив се јадливи дури по 5 дена од садењето, додека за дел од нив се чека и до 3 недели. Зелките важат за највкусни, а кулинарите најчесто користат микрозеленчук со црвена боја за декорација. Билките што се идеални за ова одгледување и растат брзо, тоа се босилек, коријандер, а исклучително вкусен е сончогледот. Семињата што се користат мора да бидат со добар квалитет, не третирани по можност со потекло од органско производство, со цел микрозеленчуците да бидат со подобар квалитет. Одгледувањето микрозеленчук низ последниве години станува се попопуларна во светски рамки. Неговата важност се обидовме да ви ја доближиме токму во оваа приказна. Довидување!